небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Йоу, йоу, Миро со ново шоу, вечер по 8. Слушај, слушај. Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Вечер по 8, не знаеш кој сум, кај Миро без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум, од Скопје до Исарот, вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Да, се враќаме назад во студиото, тоа беше мојата песна, која што е дел на Дарко Андоров. Морам да го поздравам, бидејќи така ми почнува и на јавната шпица. Прва моја песна, мислам дека сум добар аматер сум, но дефинитивно има подобри од мене што тоа најдобро знаат да го прават, и еден од оние од кои што сум учил како се рецитира, како се рапува, и дефинитивно за мене добриот рапер во Македонија. За кратко во студиото на вечер по 8 со Миро Кацаров. Добре дојдовте. Вие сте на Алфа, а јас сум вашиот домаќин Миро. Како и секоја недела, така и оваа недела ги имаме најпознатите, како да кажам, најинтересните јавни личности од Македонија, но и најеминентните. Затоа овој пат направивме еден микс, драги мои македонци и македонки, кој дефинитивно ќе ви се допадне и ќе ве остави на Алфа телевизија и ќе уживате во новото ТВ шоу. Прв гостин, револуционер, рапер, убав, згоден момак, дефинитивно го бараат секаде. Направи милион концерти, милион настапи, а и ние сме пријатели од деца. Ако кажувам понатаму што е тој, само ќе биде сувишно. Го најавам кој најдобар рапер во Македонија или Тони Зен 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 Зен. Тони Зен, убаво изгледаш. Фала ти и вие. И вие ја наполни салата пред некое време. Да, ја наполнивме. Со Марко Сладкар, направивте ршум. Сега паси популарен, имаш многу осцилации, ќе збориме и за тоа. Да. Сега паси популарен, па те бараат. Едно време те снемуваше. Најави ги гостите ќе правиме. Па зенуеше, па сега, да. Тука сум периодов. Така. Интелигентен пред се, следниот гостин, го има секаде на сите телевизии во Македонија. Работева што е работи, ја работи најдобро што може да постои. Го сакаат, го зимаат, работи кривични дела, работи се и се, што ја оправа Македонија по дебатни емисии, еден од најсимпатичните адвокати во Македонија, Јанаки Митровски! Ја мислам дека дебатна емисија е твоја втора канцеларија. Може да се каже така, Многу да. сакаш да се сликаш, признај се. Да. Па си признава, да, но ама сакаш да си И ти би сакал да изгледаш вака добро кон мене, така да. Добро знам, ама сега бе добро, нели кажа дека треба да да вежуваме преску бекстејџот. Ја дефинитивно треба, ти гледам се држиш меѓутоа. Кој се држи плюс 10 су? Плюс, јас сум плюс 15, така да време. Не, Јанаки ти си плюс 25. Ја од кога си ме запознал и плюс 30 сум Да. веројатно, меѓутоа така. Тони ти? 10. И ти 10. Остаревме ли бре луѓе? Дефинитивно да, зашто нешто под 120 не можам да стигнам. Например, за мене е 110 идеална, потоа сум премногу слаб на факултет и 90 има факултет, така. Меѓутоа тоа е многу малку. И како последен гост, вика дека нешто што е најубаво за крајот се остава. Или кога ќе ја правиш тортава, си го ставаш лагот на тортава на крајот. Една дама која што е во политиката, дама која што нема дамка во политиката, која што многу убаво функционира, зборува и работи. Ја запознав пред неколку месеци и ми остави одличен впечаток.
Дама која што беше пратеник, а сега е прв човек на општина Кисела Вода. Дама која што верувам нема да зажалите ви од Кисела Вода што ви е прв човек, а верувам ќе биде уште еден мандат после тоа. Бети Стаменковска Трајковска! Ви се свија комбинацијата рапер, градоначалник и адвокат? Ти идеш по емисии стално, ти си бил ли со вака комбинација некоја? Сум бил во различни комбинации, се ми окей. Најмногу со политички аналитичари. Да, дефинитивно. Ја оправивте ли Македонија? Еве, ја оправаме уште. Ја оправате уште. Да. Градоначалник, морам да те прашам пред и пошто сте дама, едно интересно прашање. Кој е прашање најмногу ти издодеало од новинарите? Чекај, најпрво може ли ти или со вие, увек си ги јас. Дали може со ти или со вие? Со ти. Со ти, не. Со ти. Да. Ова е за публика да не кажат Миро колку е неваспитан. Нели, морам да си прашам затоа што јас сум со ти увек со моите гости, но морам да прашам за да И на публиката да им пренесеме на убава, пријатна, пријателска атмосфера. Тоа е најубаво. На ти. Градоначалник, најмногу некој прашање што најмногу ти издодеа од новинари. Молим, некој да ми кажеш. Па искрено немам некое за да издвојам вака. Немам, стварно немам. Имаше некој пат останато нешто без коментар, ама не си смела, например, да кажеш леле, ова прашање пак и останам, ама морам да го одговорам. Секогаш има нешто да се каже заради тоа што не сите работи зависат од нас лично. Значи кога нешто не зависи од мене лично, нормално е да имам такво чувство дека не би сакала да одговорам или пак нели да бидам во некаква ситуација во која што не би сакала да бидам. И уште едно прашање, политика без стрес или политика без социјални мрежи? Политика без стрес или политика без социјални мрежи? Политика Затоа што без гледам социјални сега мрежи. во последно време некои политичарите многу се актуелни на социјалните мрежи. Така. И некако тоа е затоа што многу брзо вестите доаѓаат на социјалните мрежи. Дали е добро, дали е лошо, тоа одмah се шири. И што би одбрала ти? Ако морам да бирам помеѓу А и Б, би одбрала Б за социјални мрежи, заради тоа што и на социјалните мрежи се шират и многу дезинформации. Да. И тоа е малце така е. Што викаат сега помодерно, како е раки фейк? Fake news. Fake news, леле. Тони Зен, 2008. Бренд, имаш и песна Бренд и Бренд си реално. Дали Тони Зен живее се уште како артист кога се појави? Тони Зен мина низ многу перипетија, низ многу фази. Некако ми се смири, па повеќе не снимаше такви песни, па повторно почна да снимаш со песни кои што малце покомерцијални. Контроверзија, артист или случајно провоцира? Песните секој што провоцира, имаше у песните добри жени, добри коли, подоцна малце влета, малце по социјални теми. Дали живееш и дали живееш артистот од контроверзии или дали артист што провоцираше само да слушат или да се слуша таа маса целокупната во Македонија? Пошто сите песните се хитови. Па не се сите песни и функционирам по тоа како ми е животот, намерите, случувањата, реалноста, околината, идеите. Значи, Тоа го буквално си пренесувам. го одпеваш животот. Буквално тоа го пренесувам. Имало моменти кога треба да се брка некаков хит и тоа никогаш не ми лежело или не ми се допаѓало. Стварно? Да, меѓутоа за интерес на публиката. Ама како ги имаш сите хитови? Не се сите хитови, колку нема, не се сите хитови. Басовите крчат. Не се сите хитови. Кој сум ја, кој сум јас? Сега имам 7-ми албум. Од претходните 6, 10 вкупно да земеме, а имам преку 100 песни. Не се сите хитови. И не правам ја само за хитови дем, туку си правам и концептуални албуми, да речеме, не знам, каде што сакам да си отворам душичка да си кажам тоа што сакам да го кажам. Без разлика дали ќе стане тоа, не знам, мејнстрим, комерцијално или како да си кажам ја што мислам. Вие мислам. уметници, артистите се отварате преку песна? Тогаш вашето мастило, кажам, Секогаш начинот на живење. јас, секогаш за себе, да, можам да кажам за другите, Сам си ги пишуваш песните? сите, да. Сите песни И сам. плюс за некои други артисти кои што има хитови, има и помалку познати, повеќе познати песни. Знаеш да станеш навечер да напишеш текст ако ја дојде у глава? Многу знам и да не станам и да ми летне мислата и да ми биде криво, пошто било многу добро тоа некако како идеја приземјено и мелодично дури направено како со мелодија, да ми пее некој. Ама не сум го после тоа и вик, ај утре ќе станам.
Толку го исчезна. Нема, не постои. А Јанаки, знаеш некоја песна од Тони? Како не знам повеќе Ајде, да ги која знам. знаеш да изрецитираш? Која? Да, изрецитирам, Да, сам е глупо да рецитирам. Басови- значи, Ајде, бе, скоро зашто сите ти е ги знам, глупо? не знам. Дај, бе. Еве, ајде вака ќе ти кажам. Не, бе, вака, дојди со мене, бе, нема сега. шанса. Абе, дојди зашто? Не, седи. Абе, бе, дојди Поставе со видео, ајде седи, ајде седи, дојди ти се. Дај, бе, Седи, нема као. Ја знаеш ова, може? Да. Еј, како е? Твојот брат ми глупа. Не сплава само не да си глупа. Бро, гледаш дека знаеш. Гледај, го знам, ние со Тони си го рокаме со жена ми доле, меѓутоа гледај едно нешто ќе ти кажам, не е ова дека сад нешто дисреспект, например, ја Тони го знам од порано, која мислам како артист го знам, не Добро. да лично се знаеме, кој имаше суканици и јас например ја знам на кој сум јас фактички хитот кој што нели стана Кој? попознат беше во една по-хардкор верзија, ако и ја слушав, знаеш каде? На оннет на сајтот Трендо која го држеше, таму беше прв пат избацена, меѓутоа по Која е песна Јанаки? кој сум јас? Кој сум Ама јас? по кој сум стрит јас, верзија јас сум беше, интелект, после покажи излезе оваа респект. покомерцијалнава верзија во со спот, со Да. спот и со легендарната јакна на Чваре, која што патем ја имам истата јакна и уште имам негде по дома А уште најдам. постои? Да, уште постои многу квалитетно Таа е нешто. од X-Shop. Од Екшон? Да, беше не, така. од Дропин. Не, X-Shop. Или Екшон бе? Јас си соборна. Таму Ја работев, живеев да. таму за време на Војничката студентот, јакна да. легендарна. Да. Тоа што Се го позабавуваме со Чваре си, да, Да. дурак, дрес, фармерки, Ако бе сега уште? да. Види таа Ние легендарна се јакна исто 20 години. посемуваме со другарите, тоа беше Долен наше- веш. Да. Мислам Тони бизарен си жена има до нас дама. Градоначалник. Што правиш кога сакаш да се исклучиш од политика, на пример? Одам на патување. На патување. Да. Да, ми кажа дека сакаш да патуваш. Ми кажа дека Шпанија е една од најубави дестинации. Добро. И кажи ми, кафе со пријатели или тивка вечер дома? Тивка вечерто. Што прави најчесто? Бети кога е дома си гледа серии, знае нешто да сготви, знае што да направи. Многу ме интересира тоа. Како например затоа што луѓето кои што ќе не гледат политичарите секош ги идеализираат или политичарите ги гледат на едно такво стајани, како се вика пулк, кај што најчесто дебатираат, кај што најчесто критикуваат или кај најчесто од страна опозиција кажуваат што се имат направено. Што прави Бети дома, например навечер? Имаме и друга страна, а тоа сакаме да бидеме во семејството, нели? И сакам да го поминувам времето со моите деца, со сопругот, со мајка ми, така во една пријатна домашна атмосфера. Да си гледаме телевизија. Така? Да, Лабаво. лабаво. А телефонот Лабаво што по дом. звони цело време? Има опција муте. Знам Да. дека звони цело време. Има. А на пример сакаш да си гледаш некоја серија на Netflix, да си пушташ, да си исклучиш, да си лабавиш скрос? Не можам да си дозволам заради тоа што кога ќе почнам некоја серија да гледам, морам да признам, ја терам до крај. До крај. Да. И бидејќи Двадесет. не времето ми го дозволува тоа, знам јас тоа да го направам и буквално во 24 сати да седнам и да гледам нон-стоп. Какви серии сакаш? Криминалистички Да. сакам. И ти? Да. Сакам такви трилери. Ја не можам да Сакам гледам нешто што го држи цело време вниманието цело и време онака ти да пумпа биде адреналин, цело време предизвик да, да се гледа. Да. Но и да бидам реална и вака, како женско да кажам дека сакам и понекогаш и љубовни некој да гледа. Браво! Има ли некој добар совет што си го добила, а го игнорираш до ден денес, на пример, дали било твоите родители, па ќе си кажеш, овој совет го имам добиено, зошто не го практикувам, зошто го игнорирам цело време? Одноа учи од тугите грешки, а не од своите. Добро. Мислам дека нема човек кој што го нема направено тоа. Ја не учам од тугите, ја учам од своите. Да учи од тугите, а да не Не учи можам од од тугите, своите. тоа ја па не го разбирам Јанаки Тони. Учи од тугите. Знаеш, како ми се нема десано, како да знам како е, дали е тешко, например, не дај Боже, ако... Така малци го слушал многу. Зашо ме замарате на бертвите? Па да учиш од нашите грешки. Да, веројатно од своите грешки најубаво се учи. Докато почувствувам таа емотивна болка или таа физичка болка, како например, кој ти дека некој не се тепа, јас се степам, ми учука една тога. Додека не ти учукате една да бидеш и последиците пубалец, ги трпиш. onda тогаш не го осеќаш. Имаш некоја песна што сакаш да си ја слушаш, нашиот артист бенд да ти ја исвири, да ти ја испее, затоа што у принцип ни се либеро бенд и го имаме исто така артист бенд, еден од добрите бендови во Македонија, кај што најчесто ги опуштаат нашите гледачи на Алфа. Сакаш некоја песна да ти испее? Па јас би оставила нивен избор да видам. Српско, македонско? Македонско. Јована Јованки. Македонско.
ги знаат тајните, сите победи, сите порази. Та има разлик кои кријат цели светови и би умрел јас за тие прегради. И би умрел јас за тие прегради. Боже, не ми треба ништо друго, тур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо брати, да нема да се врати, чувај ја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Та има усни, вкусни како зрела јагода, кои никој не ги пакнува ко ја, кои никој не ги пакнува ко ја. Боже, не ми треба ништо друго, тур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо брати, да нема да се врати, чувај ја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло, Боже, чувај ја од зло. Одлична енергија Алфа телевизија, морам да ги поздравим моите спонзори без кои дефинитивно немаше да бидеме една од најгледаните забавни емисии во Македонија и во телевизискиот етер. Земипари.мк, Петро Ойл, Црво Експрес, Аутовелт, Аджико, Игротека Томи, Ресторант Цезарица, Мобил Зони, Местна индустрија, Микс Свети Николе. Така да тоа се луѓето кои што ја поддржуваат македонската музика, а бога ми и македонските емисии. Тони Зен, имам блиц прашање за тебе. Кога последен пат се посомнува во сопствениот став? Па многу често. Се посебно, а? Да, многу често. Дали е го Као идат годините. се повеќе? Па веќе, чекај, кичмата боли ова, боли ова. Се преиспитуваш тоа што правиш? Можам ли, не можам ли? Како беше 2 пати те серце, 3 беше пати мене? за поголемо нешто беше за концертот. Добро. Да, дали ќе не биде. Дали ќе би биде? Ама тоа беше убава верификација, печат дека сме добри и треба што помалку да дозволам да ми се случува тоа, да не паѓа до вербата, да. Дали егото е гориво или кочница? Кочница, најголема за целото постоење. Што ти значи автентичност во 2026 година? Автентичен значи да си свој или оригинален и покрај сите содржини кои што летаат на секаде у секунди. Кој момент во кариерата е најмногу те скршил? Момент у кариерата која се многу појача социјалните мрежи, кога све се некако стави на тоа и се изгуби артистот и се смени некако нагло, многу нагло музиката и почна таа нека музика рапидно да расте и да ги некако покрива или убива уметниците, а овие другиве да некако растат. Дали се помирил со дека нема си да те разберат? Да. Што мислиш за оноа кенсел културата, реално опасност или изговор? Зависи. За голем артист, Добро. ако ти се случи тоа, ако се случи, да, има големи бројки, има големи пари, има све, може да влие, меѓутоа Кога не би бил Тони Зен, кој би бил? Тони Петковски. Тони Петковски, што би работел? Па би бил не најверојатно него сигурно ски инструктор. Само Ски, тоа. да, скиер. Тој работам, Да, сега јас. беше на шапка, Тој да. Ски инструктор, браво. Да, и тоа ми А е дебели луѓе љубов. скијат ли као мене? Како? Дебели луѓе. Па чим можам ја, можеш и ти. Добро. Градоначалник, што најмногу те разочара од политиката кога влезе во неа? Не сме да кажам.
Ја осети нели Не Јанаки? смее да каже, нема врска. Да. Се жалим. Има Што се дволични луѓето? лицемерие. А? Да, Браво. да. Кој момент ти беше најтежок под јавен притисок? Најтежок под јавен притисок. Да. Не би го дефинирала како најтежок заради тоа што го издржав, а оно е да издржиме да нема уставни измени. Аха, Да. тогаш беше пратеник. Имавме притисок, да. Аха. Дали би заминал од функција поради принцип? Јас? Да. Да. Што би им порачал на граѓаните кои мислат дека сите политичари се исти? Дека не се сите исти. Има различни. Ако денес почнуваш од нула, би избрал ист пат или? Да. Да. Пак исто? Да, заради тоа што го сакам тимот од кој што припаѓам и би продолжила со нив повторно. Јанаки, дали Македонија има проблем со закони или со луѓе? Со луѓе. Дефинитивно. Да. Ако утре добиеш апсолутно моќ во правосудството, што прво би сменил? Няма да кажеш ти Коцевски. Не, Коцевски Му го се сменија. качувате на глава на човекот. Би им ги скратил пипциве на политичариве, веројатно, no offense. No offense. Но мрзи. Колку сила. Кој случај најмногу те промени како човек? Мене лично? Да. Смрт на 12 годишно дете на пешачки прегазано возило. Ти го имаш или го застапуваш или како? Јас го застапував семејството, меѓутоа беше така доста емотивно. Дали правдата направи по-циничен или по-одговорен? Па и двете, помалку. Циничен си? Па и знам да бидам, да. На моменти или? Па на моменти, не секоја. Добра. А што те лути повеќе, неправда или лицемерие тоа што го зборивме? И двете ме лутат. И често што е идат разликата помеѓу неправда и често лицемерие? идат рака под рака. Често идат рака Кај под има рака. неправда во правосудството? Каде има неправда во правосудството? Тоа е многу. Види, неправда во правосудството, ова многу пати сум го говорил, ќе го кажам и сега е факт ноторен дека во судот има двојни аршини за обични смртници, затоа што судството супер функционира за обични смртници и за оние кои што се финансиски и политички мокни, тогаш веќе гледаме на еден сосем поинаков третман. Еве и градоначалник е тука. Дали верувате дека сите луѓе се исти во правосудството? Секако дека не. Барем ја за мене сега си кажам, секако дека не. Еве ти ги знаеш или градоначалник се мислам таа фела дека нели судството Факт е дека оние малкумина политички инвестирани или оние кои што им е оставено да пливаат во матните води се оние кои што даваат црна дамка на правосудството и факт е дека најголемиот дел од нив се и стручни и совесни, но испливуваат оние. А дали мислиш за добар адвокат, за успешен адвокат треба да биде треба да биде популарен? Значи многу пати сум го зборувала за тебе. Еве ја му да го кажам за Јанаки. Многу пати од твојата фела вика дека Јанаки сака да се слика, Јанаки иде по телевизија, ќе популарен. Види Миро, затоа што така се добиваат и нели клиенти, те знаат сите. Еве сега ќе те демантирам. Види, не се нити се ја за дом кај тебе мисля, ти си мислел на мене. Да. Тоа било не е тајна зашто ме сакаат условно речено медиумите, прво зашто не сум добар соговорник, сум интелигентен, не знам да зборам и немам влакна на јазик, и тоа е веројатно едно од главните причини. Околу тоа клиентите, сега ќе кажам, ниеден не знам директор на банка нема за седи да гледа емисија и да рече ај сега Јанаки да го ангажирам. Тоа не иде така, вообичаено носи клиентела која што спаѓа во посиромашна, а која што иначе да се потенцира дека имаме обврска како адвокати и дисциплински престапи да не ги застапуваш поради сиромашна странка, мора да се застапува про боно. Само што да се знае дека покрај мене има и 3000 други адвокати кои што се должни тоа да го прават и сум го правил многу пати. Вака сега. Прескот спонзорите спомнавме еден спонзор кој што е од наше мало. Кај нас има игротека Томи кој што дефинитивно е една од најпопуларните. Веќе јас на мојата ќерка Лани правив и пред да ми бидат спонзори правив роден ден и така ги запознав, имаат одлични. Не се извади. Не, добро. Игротека Томи прави прв роден ден денеска и затоа го повикувам. Ти изгасна Мартин, ти изгасна. О, дајте наплод за Мартин, Вака сега, едно познато телевизиско штортова да ја остава. на главата ме ставиш. Брат, еве ти ја. Најблиску си со годините. Еве ти. Леле, колку е убава. Денеска седне таму измеѓу, чекај ќе јадеш на парче торта и седни меѓу градачот меѓу Тони. Меѓу градот да не направиме генерацијски јас. Ќе ти падне тешко. Кој си ти бе? Ја не знам кој сум, ти не знаеш, кај си? Ми го бутна ова. Веќе што сте му се узвиле на Абе, ова дувај таму, ајде. Чекај сега, само сакам да дали Ајде, камера. брзо! Ба, дувај!
го пееме Happy birthday to you. Микрофон и од тука можам. Што? И од тука можам. Можеш и да. Дали ја фативте колку е убава тортата од игротека Томи? Прв роден ден, еве кај нас ексклузивно. Место Тони, ја ли ќе му дуам торта бе човек? Тони знаеш дека е срамежлив од дете. Он не доаѓа, даде се појавува он тука. Тони, во е за тебе, брат. Ајде. Уште многу години, уште 2 нули. Години, бе. Како дое, како Тони веќе кој не е тук, од кај му дое идејата за игротека Томи, Мартин, пошто вие сте као Бетмен и Робин, чекај, вие сте неразделни. Најдобро да му се јавам. Да го прашам. И да го пушташ на спикер. Сега ми вика и дој ми требаш нешто. Аха. Добро. Дојдов. Земјај торта од Месија кај Миро. Како? Земјај Месија торта од кај Миро. А не ли ти кажам вчера? Не ми денес сме собра, после работа. Што ти вика? Дој вика, ми требаш нешто. Ама ти можеш примаш нова работа, торт ти носи, да ти се ја. Ете, значи имате број, не знам која камера. Ова, можете да се јавите, испорачувам торт. Ето така. Дајде. Ти се вракеш бе, нешто ти се сега телевизија па за време. Фала не. Фала не. А зошто, што се Фала не знам доста. Одсечно. Доста ми е, не можам. Немам ја... И ти си немаш пари за вакво студио, не? Нема ти преска еднаки века. Моје бе студиото, моје. Значи не ти се Не, сега во моментов имам многу побитни работи. Добро. Во животот. Добро. Што правиш? Си ги учам децата да скијат, си ги... Кај Тони, па Тони бил ски овако. Се видовме заедно. Сега се видовме заедно. Да. Ама он дојде и одме избега. Он си остана, да. Ние си бевме таму подолго. Кој за што учел? Да. Градоначалник скиеш? Не. Ние. Ајде со децава ќе те земите. Сите наеднаш, колку учам. Скијам, бордам се. Имам проекти за реализирање, морам да работам. Абе ти су тоа мало бе. Чекај, ама Јас сум и роден таму. Он е роден, тоа сам да кажам. Ама добро е, па не знам, еднаки ми се. Од Томи Тобаков тука тојдал На ако Кјушо, нешто. да, на Кјушо. И у Кирил учеше или И у Кирил уче. те знам дека си некоја година, сега сум са малце некоја погоре. година постар од мене. Малце погоре сум упржено. Сега и ми текнуе на времето. Многу снег падне една година од Тефериш Смиделе до Тефериш пешки со ски, со санки доле до автобуската кај Жито сега што е. се пуштавте ли вага? Да, бе. Ама од горе кога ги се пуштаме. Нема сега таков снег. Нема, Ама не. ако има снег, па градоначалник Ама ќе па пуште ако тоа, има нема да проект за изненади топови снегот. за снег, Така, па снегот ова, тебе ова. нема да изненада. Не. Изненада од другите. Не. Не. Дајте дека снегот нема да изненади. Прашања со да или не, или можеш да ми објасниш, гранични телефон или телевизија? Телефон. И шо преш на телефонот? Добро, Има и Си пушташ телевизија. телевизија, да. Де, чек, онака знаеш ли чепкаш рилсови да си нешто? Се. Си гледаш, мислам, имаш Инстаграм? Знам и многу сакам да монтирам, да си правам јас. Да монтираш? Да. Стварно? Многу мерак имам. Ги тоа, разбираш и тие? постерчиња да си правам и Тоа не знаеш да монтираш? Имам мерак. На телефон, ја не. Учам. Ти? Не. Не, јанаки. Дупка сум да се живи и здрави другарите, Ненат и Вангел, они ми ги И чопка. јас сум дупка, човек. Дупка, појма немам. Дупка. Значи појма Драго немам, ми ти е. кажам. Нисам се. Фейсбук или Инстаграм? Фейсбук. На активна си на Фейсбук, но. А знаеш ли да враќате таму? Да. Знае некој да ти пише, тоа, ова, на улица, не ми е Нормално е. Нормално? Нормално е. Но не, морам да признам дека и не секогаш стигнувам да вратам сегде. Знае да се наљути некој, Посебно, знае. па природно е и да се налудат, ама така, и со задоцнување, ама гледам да вратам. Добро, говор или дебата? Те молам, кажи и на другите колку беше твојот говор у собрание? 10 часа без пауза. Браво. Да, ми го кажа на мене кој се познав. Која година е тоа? Па пред 3 години мислам дека беше Луѓе, зборував за знаете ли еден го? јавен обвинител да не стане уставен судија. Така, да. И дава тоа си така причини. го блокираа устав. Не ли И дава многу, чекајте причини 10 зошто. сати, Било како милионски, 10 сати, како? Објасни им. А не ми дадоа пауза малци, иначе кој зборував уште. Професор, луѓе,
професор може тоа да го прави. Чека, заспа, па дојдо, па отидо, па прва, втора, трета смена, сите си споменал собрание, не, за жал остана и од службите. Ако издржев, барем уште малку ми рекоа дека ќе ме прекине од техничка причина заради тоа што нема капацитет веќе да снимаат. Им снема лента, да. Чека, на пример, градоначелник, а колку време може некој да збори? Може ли Нема, не е лимитирано. На дебат на комисија, кога има комисијска расправа, нема ограничување. Но на пленарна седница има ограничување. И добро, камера или публика во живо? Публика во живо. Како професор, не, ми се свиѓа кај тебе, убаво е, имаме убава пријатна атмосфера, ама како професор ми недостасува она што значи рефлексија на луѓето кои што додека зборуваш, рефлексијата на луѓето ти дава во кој правец да се движиш. Да, ги гледаш, нивните, да. Тоа си има свој фацијални драж. експресии, мимики, на пример како Мартин што го гледам сега дека треба да направи мимика, дека треба тортата да се донесе. Дека треба да си одам, ја не знам ни зашто дојдов, брат. Ти не знаеш кој си, ја не знам што си. Не, дечко да не знае. Ја не знам кај сум. Да. Чекај, торта ќе јадеме? Да, сега ќе каснеме торта. Мило, кај е тортата? Први солено, после благо. Колку е тешко да се биде принципиран адвокат, кажи ми. Што е принципилен адвокат? Не знам, кажи ти. Не е ич тешко, тоа е веројатно до домашно Ти си воспитување. принципиран адвокат? Апсолутно дека да. А што не е Види, многу принципиран? работи треба да голташ. Најглупаво, најнеиздржано прашање ти е демек како можеш да браниш некој да знаеш дека не е крив. У принцип, барем кривично право тој дел што го работиме, не го застапуваме. Симон Трпчевски се очекува дека застапуваш луѓе кои што се на другата страна на законот. Не го застапуваме Симон Трпчевски. Меѓутоа и делот тие луѓе се многу попринципелни од многу луѓе што глумат честни, така да се е до домашно воспитување. А колку чини принципот од македонското првенство? Кажи, Мартин. Тортата ти стигна препека за торта више. Прво кај градоначалничка. А зашто не јадеш што? Бе мора да, Фатија, вака фати пред фати. На диета сум јадам само чоколадни торти. И јас сум на диета, фала ти Дивич. Јас само чоколадни, ова е мешано. И јас сум Мешано има чоколада. Ти брскај го само чоколадото. Дај жити се, ти па кај си на диета. Од денес. По 7 месец. Се договоривме преска почнуваме. Како без мене сте се договорили? Да. Мартин, сакаш бе да пееме нешто? Пееш нешто? Па не бе пеач ја у животот. Абе добро, водител се, ние водители да знаеме да пееме, тоа е шоумен. Еј, ако знаеш, ајде да те видиме, брат. Кој е? Што сакаш да пееме? Мене можеш нешто, ете, македонско Заедно да старо. пееме, Мартин, Не бе, не знам да пеам, од кај знам ја да пеам. Заедно Гледа како гласиво. Ќе отвараш уста, имаш глас на Владо На Георгиев. плейбек ќе пееме. Како со песок. Ако бе, ајде. Ајде. Која песок сакаш да пееш? Која песна ти е најпозната? Ајде, Јовано Јованке. Тоа е многу тешка бе човек. Абе, он ќе пее, ние ќе отвараме уста. Ние ќе јадеме торта, они ќе пеат. Ајде. Он ќе пее, ние ќе отвараме уста. Може заедно. Драйвардаро седиш мори белоплатно пелиш, белоплатно пелиш душо, срце мое Јовано.
za tebe. Kome ja ni odiš koljoru i novino piješ, doma rano ne si odiš da spiješ. Kome ja ni odiš koljoru i novino piješ, doma rano ne si odiš da spiješ. Имаме прашање од Инстаграм. Значи, да. Не може? Да. Ние, мислам, работиме нашето Дај Инстаграм. тури, 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 дај тури, 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 дај тури, 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 Глед, а преска му викал Златно да си ја пееме кој сум јас. Абе, чека уште 2-3 раки и седи се уживе. Ќе запееме после, нели? Да. Имаме сега девојки од Max Models или девојка од Max Models по име Ева. Ќе ви постави некој прашање кој што народот или граѓаните на Република Македонија сакат да ви ги постават. Дали може од Max Model во студиото на вечерто? Прашањата се спремни, се поставени од граѓаните на Република Македонија, од граѓаните на општина Кисела вода. Точно така. Сега ќе видиме кој како си заслужил. Со бети мал да бидеш попредпазлива, градоначалник функционере, ќе ве скинам сите коли с хартија. Ќе треба Лисиче да иде после да бара. И таму фаќа не може, и таму. Не, тоа е под аеродром. Чекај, Лисич аеродром е. Аеродром. Ама Драчево Како ќе си забори. кај Дејан кидам бе? Веќе се издружуваме со него, со новиот Дека градоначалник. него викнеш у емисија и поставиш прашање. За обудел после ќе дркаш врска. Ама порано Чај. беа сите кисела вода. Да. Порано да, најголема Тоа насоба е беше. 80-те години или не? Не, до Са не 2005 е беше. битно кога. До 2005 беше. До 2005. Аеродром од 2005 општина бега од тука. Тебе ќе удреш. Од 2005 до 2005 беше. Кисела вода беше убедливо најголема општина. Колку има сега стандарди? 100.000, колку се? 63.000. Значи поголем од Штип. Озбилно? Аеродром е 75, колку е? Не бе, аеродром се. Како не, поголема е установништво. Затоа. У територија е Кисела вода, овие се Така? население поише. Ама у Киселово спаѓаат сите Драчево Пинтија, Драчево, така? Пинтија. Да, Драчево. Припор. Да, Припор, да. Многу убава населба исто така. Тоа е вашата, да. Дали може да почнам ја сега? Како не, Кумановци ги видиме, Кумановка ли си? Кумановка. Кумановка. Кој е на куе томбо три бандере батко Георгиева пред тебе. Баш така. Повел. Ајде. Баш така. Ајде, јас прво би почнала, прво би кажала добро вечер. Добро Мило вечер. ми е што ве гледам тука и би почнала со господја Бети. Вака сега, имам неколку реченици што треба вие да ги дополните. Едноставно, кратко и јасно. Вака сега, најчесто порака што ја добивам од граѓаните е. И вие сега треба да довршите. Да се поправи улицата. Класика Македонија. Следно И ја прашање. поправаме. Добро. Кисела вода најмногу ме изненади кога? Кисела вода најмногу ме изненади кога? Да. Нешто впечатливо, нешто. Пред Нова година за организирање на новогодишната атмосфера, новогодишна приказна, се поминавме многу убаво. Супер. Тоа е. Следно. Најмногу ме радува кога граѓаните Кога граѓаните се почитуваат меѓу себе, Добра. го признаваат сето она што се случува, што најдобро намерно е направено за нив и даваат добри идеи што да направиме во иднина за нив. Така. Следно, ако утре не сум градоначалничка, најмногу ќе ми недостига. Атмосферата работна која ја имаме во општината Добро. и предизвикот да се прават убави. И знам проекти. кој друг. И Тањуш Намкова. Да. Знам јас. Да. Тања кај си? Срце. Ама Тања си ја имам за Тања си има пријателка, за така да... ги го земат зборот. Да. Па не ќе ме цело време да збор, само ја еднакви зборем и Мартин. Понекогаш. Добро. Мојата омилена книга е Гордост и предрасуди. Добро. Како професор најчесто им велев на учениците. Дружба си е дружба, служба си е служба. Ај така и на мене ми направи за нова година. Исто да работам во ВТВ. Кој е комисарат Срканешка? Вика дружба, викам добро, извини. Бога ме. Добро. Како професор бев построга од градоначалничка затоа што
Заради тоа што, па не знам дали бев построга. Ами ти работа да не бараш од неа, Не, само прашувам. Видели само прашување да ставиш на работа. Ова е последно ветува. Како професор бев строга, но исто така и како градоначелник гледам да бидам строга, заради тоа што тоа си е принципиелност, а не строгост, нели? Сепак, дружба си е дружба, служба си е служба. Па не, да. Не. Сите ми викаа дека не изгледам. Она сака да биде строга. Она сака да биде строга. Толку од мене, сега се пренесуваме на... Чекај, сега ќе ги видиме господата, па ти си беше одличен, ја би гласал за тебе ако треба. Гледај сега господа, мислам, ај од кој сакаш да почнеш? Па, Јанаки. Може ли? Да. Ајде вака. Јас ќе поставам прашање, а вие треба да одговорите нешто во врска со себе. Дали може? Може? Да. Ајде. Дали некогаш се чувствувал како звезда во судница? Секој ден. Секој. Ти го знам, ти кажам. Види го позади, гледај. Ти има на камера. Леле. Леле, како премиер си тука. Па е со обезбедување позади. Не, министерот е само дебелен мал. Панчи ли беше тоа? Само многу подебел, тоа е 2018. Кога би имал супермоќ, би ја користел за да прочиташ мислите на судиите или на колегите? Па нескоро веројатно имам супер моќ затоа што имам доволно искуство и интелигенција да проценам и што колегите сакаат да кажат и која е одлуката на судиите. Мислам доволно искуство имам за тоа користам, али еве нека ако морам да бирам нека биде на судиите. А зашто не на адвокати околу тебе колегите? Па тоа не беше во Уште од дете кога бев тоа по еден стекалот се прави. Имав многу бев амбициозен и уште кога бев дете, значи зборам дете во адвокатска смисла на зборот на 25-6 години кога сум се лиценцирал. И сум компетитивен, сакав скалпот на сите постари колеги да им го земам и поглавно им го земам. Добро, тоа е супер и така, одлично. Дали на пример некој осуден на 30-40 години, ти му викаш да бе, ќе ти изведам брат, сите го викаат тоа, призна дека го викаат сега. Како? На пример некој осуден на 30-40 или ќе биде осуден на 30-40 години затвор и доаѓа со тебе на консултација викаш да бе брат, или ти е намалу 100% казната? Не, 100% не, затоа што зборовите гарантирам 95% сум сигурен, во главном се превара во кривично право, не постојат и не постои адвокат кој што е мокен, кој што може баш сите пресуди да ги антиципира. Ама за парички се зборите, Јанаки? Па не збориме се, тоа секој за себе може да каже, меѓутоа јас не. Гледам мирно да спијам, у принцип веќе 17 години работам и многу ми убаво. Добро, тачно немаш дамка и ти да се апсолутно. Тоа сум јас сигурен и се знае. Повеле? Кој е најсмешниот изговор што си го слушнал за доцење на суд? У принцип гледам да не доцнам што секад не е до мене, не е ни до судот, па што знам сега вака ќе треба да подразмислам за најсмешно доцење, не знам, пораѓај, имаш и пораѓај, еднаш заради тоа се доцнеш дека бил на пораѓај или такви работи. Претежно се лаже кога се доцни, ја у принцип гледам да не лажам, имаат разбирање судиите дека имаме и други судења, ние имаме разбирање дека имаат и тие и така. Одлично. Го сватив прашањето супер. Мотивација Комоновски го употреби диалект. Не, супер го сватив, нека не те взе за остави. Љубоморен ти. Ајде, може да продолжиме уште, имам уште неколку прашања. Ајде, да, пошто Кој дел од Не, извини, и то ни е тука и Мартин. Се извинувам. Што да јаски ти најдам прашање на тебе, не се сеќавам. Кој дел од работата ти е најмалку адвокатски, а кој најмногу твој? Најмалку адвокатски, а најмногу? Твој. Најмалку адвокатски ми е да што сите адвокати го прават, да бидеме помалку психолози за луѓето, затоа што секој сака да го изслушаш дури тоа кога не е нужно за предметот. А најмногу мој е што можам да зборам бескрено многу. За зборење. Ова е последно прашање за вас. Што ти е прво нешто што го правиш кога ќе отрнеш сакото? Кога ќе отрнам сакото? Да. Во моментов со мојава килажа, малку саката ми се смалени. Меѓутоа кога ќе отрнам сакото, првото нешто што правам, многу сакам во последно време како пензионер сум стана да си лежам у када топла вода, тоа ми е вака. Кога се раскомотам од работа, тоа ми е во последно време. Чека, како лежиш? И ставиш ли свеки шампели? Како? И свеки или си ставиш у каса? Не, и вака пајче ми плови по... Ова вака на темнича, ова се подпира, но...
Сега за Его Тони. те. Ајде. Прашањето се треба да ми кажете или. Значи или тоа или тоа. Ајде. Не може двете. Ајде, Или да. евентуално ако сте во тесто, може и двете. Ау. Концерт со 20 луѓе што знаат се или 2000 што скокаат без да знаат текст. Со 20 што знаат се. Добро. Стара Ајде, песна што сите ја бараат или нешто ново што се уште никој не го знае. Па стара песна што сите ја бараат. Добро. Да го правдаме хонорарот. Да. Вие новите, ти си ги знам. За дома. У кола, со Мартин, кога се децата ги зимаме и слуша брат нова, имам јанаки, слуша брату. Промоција прави, одма. Ја одма му ги шерувам, како ги вади, одма ги шерувам. Има нови добри, ама и едно време правеше такви само за него. Кеф му беше да си ги прави за него, друго све не му чинеше. Ајде те с нами пред. Ајде, идемо дале. Концерт на дожд или концерт на 40 степени? И двата сум ги имал. Добро, едно изберете. И на дожд, На дожд. да. Добро. Реалити шоу или документарец за твојот живот? Документарец. Добро. Дует со талентиран и непознат изведувач од твоето мало или со голема и популарна звезда од светот? О светот? Тоа второто ќе го одбере. Па добро, сега може и двете. Тука е неодлучно. Ајде, Тесно е, или тесно. Први со овој звезда, па после од малото може. Не, Добро. бе, ти не преси со малски, Тони, не се фолирај. Што се фолираш? Бувче. И последно прашање, извините. Ајде, Може? да. Да. Настап каде што сите пеат или настап каде што сите снимаат? Настап каде што сите пеат. Јас сум од Тоа тоа нова време. мода, да, од тоа Да, време. сега телефон. За нова мода телефонот. Но кога Да, да. незгодно моменти, ама ајде, тоа е А сега. па ја, многу ми е чудно, после каде тие снимки, ги гледаат ли дома? Да, си ги шеруваат меѓу себе, Ама брат, тоа е глупо. три Најдобрите сати не мемории може на да Рисуса, се тоа е прави. концертот да го Јас сум, доживееш. ние сме од друго време. Така Мене да, ми е, да. мислам, Сакајќи да направат снимка, не ни ужива. Така е, Не, баш па така тоа е. збориме. Токму така. Например, јас Здравко Чолич кој еднакво сите го снимаат Здравко Чолич. И не уживаш ти во концертот, не го гледаш да не ги спееш песни, туку го снимаш. На И крајот за на кажа ти денот на треба YouTube ќе гледаш материјал снимка, 2 го сати. ама ние не знаеме уживањето модерно, може уживање ова. Да, не Не, го знаем, да. мислам дека уживање и она да имаат повеќе лајкови, повеќе Дефинитивно. гледаност на рилсот што ќе го стават и тоа е. Присутен, дека е тука на место, дека Така, е да, присутен, да. дека е у втор ред, дека е го... Дефинитивно. Ви благодарам многу, ти благодарам многу, се гледаме. Добро, дечки, ви кажав дека поминаа многу време. Дали си поминавте, чека Мартин да го кажа. Мартин, како си поминав? Одлично, бре. Еј, поубаво никад. Овака види, ќути си, седи си, ужива. Водичка, тортичка, мада ништо не ми дава. Ама убаво, си кажа се што ти лежи Не си на броен. Не бев броен. Не си броен. Не бев ни најава. Мартин, си кажа се што ти лежи на дужада, си испее на која песна е пеевме? Јовано, 3-4 Јовано, пеевме, Јовано. Медли се направи. Пет се направија, да. Роден денот го прославивме. Среќен роден ден на игротеката. Да, но на крајот од денот доовме за тоа што вечерва игротека Томи има прв роден ден, тоа е новороденче кој што дефинитивно е на добрата игротека во Скопје, а може и во Македонија, затоа што дефинитивно најубавите спомени, најубавите радости на деца се токму таму и затоа и беше нашата работа со игротека Томи. И сакам да кажам и нешто кое што го очекуваат многумина, а тоа е детенце во Црво експрес, затоа што го обожаваат повозрасните и има луѓе кои што пишуваат за него на Инстаграм, но морам ја да ги потенцирам и моите спонзори без кои немаше да бидеме едни од најгледаните. Земи пари, ќе си земете или нешто? Не, Пари? Да, пари. Кај се? Не ли ти е доста бе, Тони? Нека Ти има да рече не земи играат пари, децата. ќе си земете ли? Сега Да, ти го земи кажа си истото. време, земи си пауза, земи си пари, земипари.мк беше младе. Како се наседна. Многу едноставно, драги мои, земи пари на земипари.мк или ако те мрзи да сурфаш, си зимаш пари телефонски 13 515. Многу едноставно, дури неверојатно. На 3 рати од 6.000 до 90.000 денари. Ако веќе зимаш пари, штогаш зимај пари од земипари.мк. Моите спонзори веќе 6 или 7 година, така да инвестираат и една општествено одговорна компанија која што сака македонската музика и македонските емисии. Петроил, едноставно решение, регистрацијата не ви е проблем, немаат
гужви, немаат чекај малце, туку имаат осигурување, имаат Петроил, исто така и најповолен технички преглед, брокер кој брзо лесно ќе ви понуди осигурување за вас вашето возило, а при тоа, драги мои, ве частат дури 10 литри гориво. Секој кој штака да стаи нормално Петроил се наоѓа во Скопско Ново село. Црво експрес. За кратко, легендата на Црво експрес или газда на Црво експрес ќе дојде, каде што вика не дозволувате било кој да ве вози, нека возат Црво експрес. Мене ме возат најдобрите, имаат најповолни понуди, моментално имаат понуди за Венеција, за Верона, за Милано, за Рим, полоцна ќе зборуваме за тоа. Автовелт имаат се што ви душа сака од коли, нов Мерцедес, малку километри, баба го возила тоа батали, гаражирани, гратис подароци тоа батали, бегате лажни огласи, се наоѓаат во кочани. Најважно е се гаранција. Нулат гаранција дефинитивно, плюс ти нуди замена. Старо за ново, ако немаш доволно пари, ќе ти обезбедат и на рати, и на лизинг. Баба го нема возено, тоа нема врска. Си го имаш таму Автовелт, ти го прегледуваат, ти кажуваат дали чине или не чине, а таму 99%, може и 100% сите се гаражирани и одлични возил, бидејќи јас возам од таму кола. А Джико, нашите спонзори кои што имаат најдобри понуди се наоѓаат Штип, Куманово, Гевгелија и Скопје во Рамстор, имаат се за вашиот дом, за вашата градина, пријател на вашето домаќинство. Игротека Томи ги спомнавме, ресторан Цезарица, човече како си знагаш авијац. Брат, како тргна и градоначалничка да ќе ја поминеш со оние 10 сати, еј. Да. Требаше на два пати, ми беше многу интересна емисијата. Требаше, на два пати, ама се зазборавме, се запевавме. Ресторан Цезарица, сите патишта водат кон Илинден и тоа во Цезарица нема што нема, од вкусно по вкусно. Нашите спонзори имаат храна која што доаѓа од готвач кој што работел во Мишелин ресторан надвор од Македонија и сакаш малце да избегаш од она гужва или она што случува во Скопје, тие се наоѓаат во Илинден и буквално имаат се. Мобилзон. Нашите спонзори имаат најнови телефони по одлични цени, се наоѓаат во Штип на Маршал Тито во центарот на градот и најновите наши спонзори местна индустрија, квалитет, искуство, традиција, дури од 1960 година, единствени Мик Свети Николе. Имаат нови современи дизајни, имаат ширум нашата земја се наоѓаат и имаат проверен бренд. Така да со задоволство можете да го имате секој залак во вашата уста од Мик Свети Николе. Тони Зен, што те нервира повеќе? Хейтери или фанови што те бранат слепо? Затоа што имаш една песна за хейтери. Кога хейтерот те плука, мора плука, јас сум за твој стил. Ако е хейтерот на место, не ме нервира, а ако ме бранат слепо, ме нервира. Добро. Мислам, ме нервира. Не е искрено. Се додека искрено е окей и може да научам. Не само што прифаќам, него и го применувам, го практикувам истото ако е на место кажано, ако е стварно нешто. Што те плаши повеќе, да станеш небитен или да станеш мејнстрим? Имам цел да пренесам нешто така да мејнстрим. Јас сум веќе мејнстрим одамна, веќе сум трнал, значи нема назад. Работа е да пренесем. Си мејнстрим? На моменти да. На моменти да, знам. А дали можеш да поднесеш критика од некој што не е на улица? Како? Некој што не е од улица може да поднесеш критика, некој што не е од твојот бранша. Секоја критика, без разлика од каде доаѓа, ако е на место и ако е добро тоа срочено, како идеја, ако држи вода, некој држи муабет, прифаќам и пробувам да го тоа нешто, не знам, може да у пракса применам, ако е така. Добро. Се случува тоа многу ретко, ама се случило и сум применил. Дали законот кај нас се оружје или заштита? Кога збориме веќе за закони, кога се законите толку многу популарни кај нас, као Мадона. И оружје и заштита. И оружје и заштита. Може ли добар адвокат да ја победи вистината? Да. А може ли добар адвокат да изгуби? Апсолутно. Нема адвокат. Зошто? Вака, тоа имав предавање на правен факултет пред 2 месеца пред студенти од втора година и истото сум им го зборал дека адвокати од типот на Харви Спектар кај нас многу се гледаат и нели серии или Линколн Лоер не постои непобедлив адвокат, она што е многу важно е да учите од собствените грешки и јас постојано повторувам една јапонска поговорка која вели падни 8 пати стани 9. Добро, кое правило од политика би го сменила веднаш ако смееш градоначалник? Што би сменил од политиката ако смееш, ако имаш таква некоја моќ? Помалку лицемерие. Помалку лицемерие. Добро, ако утре не си во политика, што би работела?
повторно професор. Се сакаш да работева? Најмногу. Што ви порачува на млади што мислат дека политиката е досадна и криминогена? Дека не е таква, може да биде поразлична и навистина знае да биде простор каде што можат да направат и позитивни И промени. дека не сите исти, нели? Не. Како Во што никој зборевме случај. преска и за просторството. Нигде во ниедна област не се сите исти. Така да и ниво политиката не се сите исти. Кој е потежок, опозиција или собствена партија? Што е потежок пат, например, или кој е потешко нешто што ме разбираш, нели? Опозиција или да позиција? собствена... Опозиција или позиција? Не, опозиција или собствена партија, например, да имаш собствена партија, да бидеш лидер или да бидеш опозиција? Можеш и двете. Никогаш не сум размислувала, нема ни да размислувам да имам собствена партија, заради тоа што припаѓам на една најдобра партија. Нема политика, нема да зборувам. Да, и бидејќи... докажи се, извини. Да. Дали има тежина во едното, ќе кажам дека има тежина во опозиција, заради тоа што има многу работа за да се извади вистината на виделина и за граѓаните да го препознаат тоа и да станеш дел од позицијата. Тоа ние го направивме и навистина сум горда на тоа. И за крај бидејќи кажа дека сакаш ТВ серија, драма, или комедија, ако политиката беше ТВ серија, драма, или комедија, у кој жанр ќе ја сместиш? Прво што ми текнува е Викенд на мртовци да го столна. Сите ќе умрете. Марти 99. Да, злато мое. Марти 99. Имаше многу препознатлива емисија која што после тоа многумина сака да ја како да кажам, да ја направат истата или да ја ископираат. Кажа дека не се враќаш на телевизија. Во последно време гледаш такви некои потенцијални емисии што сакаш да гледаш на македонските телевизии или едноставно таква продукција како на времето? Многу одамна престанав да гледам телевизија. Не гледаш телевизија? Не. Многу сум разочаран затоа што... Дали последен проект ти беше вчерашни новости? Да. Знаеш, кога бев дете ги имаше оние втората смена, дајте музика, да. Значи, се работеше, се снимаше. Да, се работеше, се снимаше многу што, еве, останато е, уште се емитува на МРТ 5. У тоа време беше многу тешко да направиш еден толку голем проект. Тешко и скупо беше. Ние сме, значи, екипите денеска со дигитализација. Значи, нема потреба од толкав трошок, од толкава екипа, ме разбираш? Денес дигитално може да се направи нешто квалитетно за децата пред се. Зборам за децата, ние возрастните, нешто едукативно, нешто. Ние сме снимале низ цела Македонија азбука на природата. Да, бе, Мартин, ама немаше социјални децата сега, знаеш ли кај се стаени на Roblox? Затоа што нема што да гледаат на телевизија. Не, маки, бе. Веруј ми. А зашто не го правите сега? Ама зашто? Па ти нема пари градоначелник за мене, многу скупото. Да направиш таква некоја серија Тоа скапа. треба да го направи јавниот сервис. Не јас. Тоа треба јавниот сервис да го направи затоа што има и простор каде да го емитува, има и се. Ти пак на децата сервира им го на социјални медиуми. Пак на децата сервира им го на телефон, на таблет да го гледаат. Ама нека гледаат тоа, нека не гледаат глупости, ме разбираш? Јас мислам дека сме моje мислење дека сме многу далеку од тоа што децата еволуира, технологијата еволуира. Ја гледам по моево дете маки, не го интересира бе него. Што гледа? Ај кажи ми што гледа. YouTube гледа. Катастрофа, Roblox. YouTube. А Roblox го забранија русите. Бе го забранија, сите ќе го забранат. Јас знам дека сите ќе го забранат. И гледа YouTube, ги гледаат тие некои шмингерици, фингерици од Србија. Зашто на YouTube да не му пуштиш нешто што дебил збори најглупи дебили збори нешто, да. Да, ама ако му сервираш нешто што детето му е разбирливо, на слух. Ме разбираш, Ја сакаме дома со жена ми да забранеме по 2-3 сати да се цел ден седе на тоа, да не кажам што. Има. Значи треба да го правите тоа, треба да забранувате, треба да се дружите повеќе. Ама се љути градоначелник и жал ми е. Кирил Сова ќе плаже. Ама не, ќе најдете начин за да биде поинако. Начинот са бајле зборев. апропо да најдеме начин. Значи нема откажување. Мартин ни за тоа, нема откажување. Нема откажување. Препреки имаме, ама продолжуваме понатаму. Воспитна метода која што у принцип многу родители ја користат као фора, демек му даваш избор на детето, сакаш 3 сата да седиш или еден, не па е еден сакам. Или као да му го даеш помалото зло да го одберат. Такви некои форици се користат. Ке нас имаме договор. Преку недела нема телефон, нема таблет, нема компјутер, нема Nintendo. Скавите се деца. Стил 8 и 10. Па добро. Ама и они се, знаеш, ама ли разбираат, све стои тука, ништо не чепкаат. Меѓутоа ти кажам, ако што се бони на YouTube таму со една GoPro
камера снима и глупости. Што не можеме ние истото да го продуцираме со нешто што е едукативно за нив? Можеме, ама ај сега кога ќе дојдеме тогаш ќе разговараме, сега розата ставиме сега. Дај торта бе. Дај торта. И сега едно од најслатките деца во Македонија. Дете кое што се потпишува газдата на црвен Инстаграм, дете кој што го барате и дете кој што на мене ми е феворит. Газдата на црвен во вечер по 8. Ај, кажи му нешто на штипски, на Јанаки, многу штипјанец се прави. Како Од Штипо ли си? Од Штипо е. Кажи му дека си, бе. Кажи му. Не се срамувај, не се срамиш, ти цело време се на Инстаграм, кажи му. Не се срамувај, ајде. Сакаш на мене, он за мене, имаш за мене за нешто? Ма да, сакам да те прашам. Ајде. Зашо насловата кисела вода се вика кисела вода? За мерак сега прашање, од кај да знам, не знам. Зашо? Кога ти не знаеш, тај ќе прашам грдничаночкот. Ќе ми дојдите на гости и ќе ве прошетам на едно место кое што е многу старо и каде што има една многу убава приказна за тоа каква вода имало таму и какви извори. Ќе ми дојдеш на гости во кисела вода, нели? Во општината. И заедно ќе одиме таму. Па ја од сега само градоначалници ќе си викам ваква емисија да ме вадат на вакви прашања. Пали ти го смисля некој прашањата позади ти го кажа. Добро, уште некој друго ли имаш за мен? Да. Кажи. Оди ти цело време ги собираш градоначалниците, ја имам бесплатна понуда. Добро. Кај сакат. Добро. Било дека додат. Добро. За 30 февруари. Носиш ми нешто? Што ми носиш? 30 февруари нема, има 29 февруари. Сега, драги мои, сакам да ви го кажам тоа што го нуда Црво експрес, а тоа е Прага, Чешка република, Дрезден плюс Виена од 5.3 до 9.3.2026 година за само 169 евра. 8 март во Златната Прага, два ноќевања со поедок, посети разглед на Дрезден, факултативно. Посета исто така и разглед на Виена, 169 евра со Црво експрес. Најдобрите во Македонија и дефинитивно најповолни цени за секој джеп. И City Break со стил викаат, една приказна безброј спомени. Будимпешта, Сент Андреа, Тропикариум, Белград, 5.3 до 9.3.2026 година за само 127 евра. Прито имате две ноќевања со поедок, посета на Сант Андреа, посета Тропикариум, крстарење по Дунав, посета на Белград вклучено по повод 8 март. Така да две одлични понуди за вас, дами, бидејќи нели 8 март е денот на дамата, а за мене и за овој господин денот на дамата е 365 дена во годината. Напишано ти беше. Добро го тоа направи. Не бе ми тече мисла, затоа викам не прекинувато преско ви одрежа, прекини. Вака може. Тони, ние сме седи до мен. Ние сме пријатели, ние сме другари оддамна, се знаеме веќе 20 години. Ти кажа, за мене си најдобар. Затоа што ја гледам како се реагира на твоите песни. Некне ми се јавија едни пријатели и за настав, веќе те барат и по приватни настапи, журки. Фала ти. Најубавите песни ги имаш, рап песни, кога се прави журка не поминува без твоја песна. Бога ми ти кажувам. Така да си символ. За рап музиката си символ. Веќе за неколку години ќе преда си во легенда. Да си жив и здрав. Фала ти, Миро. Мартин, ти најфалеш на македонските телевизии. Еве, дојде, ја дигна атмосферата, намерно ти кажав, иако бевме договорени со Тони да влеземе, но ово кажам о сестраце дека ја дигна и затоа кажав остани. Едноставно те сака камерата, ја сакаш, уживаш во камерата во емисиите. Врати се. Зашто да не? Не знам, ај можеби со време, да. Пак би се фокусирал ја на едукација за деца, ако многу ми тоа е тешко супер. за децата. Не може као мене будала се правиш вака секој не, тоа не ми личи више на годините, бе. Да, не ми личи више, бе. Не, фалиш на можно е, ајде, еве, јонака има многу слободно време ќе земам. Фалиш. Можеби ќе размислам нешто. Види ли колку убаво, значи залепи на филм, направи интересни шеги, едноставно убаво почувствував дека треба да останеш.
и ќе ми бидеш гостин. Ај, ќе правиме муабет. правим. У Томи горе ќе пиеме кафе. Градоначалник, ја верувам во вас. Тоа го знаеш од првиот момент. И знам дека сте, и затоа ми беше муабетот кога зборев со Нанкова за гостување, беше муабетот дека треба луѓето да запознат од поинаква страна. Бидејќи, како што кажа, 10 сати у собрание, кисела вода, проекти, реализација, слики, сега што се дешава новите наредни работи ги знам јас ќе бидат одлични за граѓаните на кисела вода и тоа е многу добро бидејќи после Орцик има повторно одличен градоначалник кисела вода и верувам дека уште еден мандат ти е пред вас или ти е пред тебе, така да достанеш ваква како што си, оригинална, жена лавица, жена која што знае што сака и жена која што буквално, како да кажам, е скромна, ненаметлива, недигната, неарогантна, жена од народот и за народот. Заедно ќе правиме големи нешта. Ти благодарам од довербата. Јанаки, ти си еден од најпопуларните и највлијателните адвокати. Работата што ја сакаш, ја работиш. Фала му на Господ, слави му на Господ, биди жив и здрав и остани таков кој што си, бидејќи си еден од оние највлијателни адвокати во Македонија. Арти сме. Одлични како и секојаш, останавте на задачата, достоинствено ги заменивте Либеро Бенд, вие сте едни од најдобрите, сакам да го завршиме или да завршиме ово издание со некоја песна која што е ваша авторска. Се гледаме наредната недела. Драга моја публика, јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Ви благодарам што бевте верна публика. Останете на Алфа телевизија, бидејќи после мене доаѓа Богдан Илиевски со вечерното шоу. Сабота не заборавајте премиерата во 18:30. Наредната недела повторно се гледаме со едни од најпопуларните јавни личности. Ве поздравам до следно видување. Чао. Сакам со тебе да се разбудам, твојот поглед ме радува, но ко животот да запира, без тебе не можам да заспијам. Не треба ништо да додаваш, ваква љубов трага остава. За ден и за 100 дена нема да те сменам, не давам да снема љубов за нас. За ден и за 100 дена срцево го зема, не ми треба друга, ти си посебна, моја посебна. Срцево се запиша, само ти го разбираш. Тебе и одново те избирам, без тебе не можам да живеам. Не треба ништо да додаваш, ваква љубов трага остава. За ден и за 100 дена нема да те сменам, не давам да снема љубов за нас. За ден и за 100 дена срцево го зема, не ми треба друга, ти си посебна. За ден и за 100 дена нема да те сменам, не давам да снема љубов за нас. За ден и за 100 дена срцево го зема, не ми треба друга, ти си посебна. За ден и за 100 дена нема да те сменам, не давам да снема љубов за нас. За ден и за 100 дена срцево го зема, не ми треба друга, ти си посебна, моја посебна.